Здраво и добро вечер, момци. Како што кажавме денеска, ќе отвараме и ќе припремаме едно диво, а ќе отвараме едно јунешко, да видиме како ќе излезе. Сега вака, јунешкото, усвари повторам дивото. Дивото месо сте го виделе овој начин. Меѓутоа ве гледам цело време, ве следам, дека се буните нешто. Што е тоа? Има три начини на спремање. И секогаш сум ги потенцирал тие три начини. Првиот начин се знае, газа. Вториот начин се знае. А вие експериментирате со на газата, тие работи на сушење. Не можете газа да употребите во за натаван. Не можете никако да употребите тоа. Зашто? Газата ќе го запуши месото. Ќе направи, значи, тампон некој си, тампон зона, кај што нема доволна циркулација на воздух. Поентата во таванот е циркулацијата на воздух, ладењето, проветрувањето и тие работи, за да може месото да стврдне, да може месото да се исцеди, да може месото да се дехидрира и да може месото да излезе како што треба. А вие кој ќе ставите газата у 3 слоја, 4 слоја, поготово стеги, веќе месото го тампонирате. Никогаш не сум ставил стега. Еднашка ставив, уствари стега, чисто ради проба, меѓутоа претежно месото, ова за прв пат го пробувам сега, мрежа или хулахопка. Смешно изгледа хулахопката, нели? Хулахопка, женска. Да, прашувате нова, стара, едно, друго, тоа е интересно, да, убаво е тоа. Меѓутоа, хулахопката, кој ќе ставите внатре, месото кој ќе ставите во нова хулахопка, извине да потенцирам, кажувам дека хулахопката е за заштита од разни молци, од разни инсекти, од разни тие работи што би припариле до месото. Меѓутоа, гледам дека вие упорно, некои од вас, идат на газа. Не, газата е само за во фрижидер, за степени од 3 до 5. Следете ги рецептите правилно. Хулахопката е само за заштита на месото. Вие ако сакате ставете го и голо, ако сте сигурни дека немате инсекти горе во подрумот или во таванот. Меѓутоа, сакам да ви кажам дека месото е заштитено само од инсекти од хулахопката. Значи, ова ќе го отвориме покасно. Сега ќе го припремиме само дивото месо. Тоа е оној втор начин што ви го кажував, дека вакуумот прво иде во вакуум 7, 8, 9 до 10 дена максимум во зачин и сол. Во зачин во сол. Еве, гледате како изгледа. Ова е седено 10 дена. Во зачини, во вакуум. Сега ќе го испереме, мора да го испереме. Ајде, да видиме како изгледа тоа. Пуштиме водата, почешма убаво се пере. Цело стар зачин, усвари не стар зачин, него зачин што бил ставен пред 10 дена. Го переме. И сами може да видите дека самото месо, гледате колку е цврсто. Гледате. Сега мора да го пребришам. Сега ќе земам моментов бришач, кој ќе ми помогне, како што викавме, да го на некој начин и сушиме.
Ние не можеме целосно никако да го сушиме. Тој самото ќе си пушти вода и отпосле. Меѓутоа, колку можеме водата да извадиме. Еве. Вадиме така. Следен чекор е зачинувањето. Претходно подготвена смеса од зачини. Месото го зимаме, го ставаме во зачинот и пажливо се зачинува. По можност, ако имате можност, значи и ако сакате, можете убаво да го измасирате за да влезе секаде зачинот. Се зима, се протресува, повторно зимате па од зачинот, зачинувате. И ова месо веќе е подготвено за зреење. Го ставаме на страна. Меѓутоа, пред да го ставиме на страна, како конзерванс, сипаме кафен шеќер. Погледайте како се. Значи толку. И стапкајте. Притиснете вака за да остане шеќерот. Свртете го. Исто. Ко да солите. Еве. Притискаме. Месото го тргаме на страна. Малце зачистувам. Малце ќе трае клипов поише, ама барем ќе видите како иде сето тоа. Фалиме одработната масата што не треба. И идеме на следното. Како рековме, средување на диво, а отварање на јунешко месо што веќе беше зреено на таван. Па ајде да видиме како изгледа тоа. Може да извадите, може да не извадите. Не штети и не смета воопшто мрежата. Ама ја ќе извадам. Ме интересира како ќе биде, кој ќе биде извадена. Еве го парчето. Слушнете само која црстина има. Вие вадите многу порано и викате меко. Не, парчето треба да биде тврдо, буквално тврдо. Ајде, малце да расчистиме. Па да го отвориме заеднички, да видиме како ќе биде. Секојаш отворам со вас, затоа што не е поентата секојаш да отвараме убави парчиња. Поентата е да отвориме лоши парчиња, да видиме на што личи. Да видиме на што личи сето тоа. Ќе направиме еден пресек на ова парче. Искрено не знам како личи внатре. Меѓутоа ќе го направам пресекот и на самата машина ќе го исечеме и ќе пробаме на што личи. Еве, сега во моментот се сече. Ќе оставам на белото, не на дашчето, него на белото, за да видите како изгледа внатрешно.
внатрешно изгледа прекрасно. Сега зимаме едно парче и да пробаме на машината, да исечеме и сами да видите како би изгледало сето тоа. Ајде да уклучиме. Првите парчиња, пошто неравномерно изгледа го исеков со ножот, ќе изгледа може лоши, меѓутоа вторите, третите ќе бидат кој што треба. Еве како изгледаат. Еве како изгледаат парчињата. А се ќе ги извадам малце на поголемо светло, дека малце светлото да не ми е кој што треба. И мислам дека ќе го пробаме и да оцениме каков е вкусот. Ајде да ги земеме. Еве, може да видите до ловите и камерата ќе ви покаже. Сега може да пробаме и може да се видиме. Значи, еве го како изгледа. Живоста ја има во него, мекоста ја има, на вкус е прекрасно. Ми беше страв дека ќе се расипат, меѓутоа не се расипа, искочка многу убави. Поздрав, зреено месо и од екипата на зреено месо и се е можно.